Здраво дечки, ова е Bike X35 и што на самиот почеток се поставува едно многу едноставно, но многу незгодно прашање, бидејќи со акциска цена од 16.900 евра или во конкретниот случај што има 18.900 поради автоматскиот менувач, се поставува едно едноставно, но незгодно прашање зошто да доплатиш дупло повеќе пари за некој модел познат бренд од конкуренцијата, кога имаш автомобил со SUV форма кој што чини помалку од еден мал градски автомобил. Ова е многу битно, особено за луѓе кои што имаат ограничен буџет, а сакаат да си купат нов автомобил, што според мене е правилна одлука, така да тоа ќе го гледаме денес, а сега направете subscribe, бидејќи искрено многу ми значи вашата поддршка и бидејќи на таков начин можам да ви покажам повеќе вакви автомобили. Првично што морам да ги пофалам Bike е она што многу ми се допаѓа на прв изглед, изгледа како модерен, убав автомобил кој што ако не ја знаеш цената, нема ни да претпоставиш дека чини толку многу ефтино. Дополнително на сето тоа има SUV форма вака странично кога го гледаш, не е хеджбек подигнат на тркала. Иако овие 17-инчни тркала кои што изгледат убаво, јас би ги зголемил барем со еден број поголемо, чисто бидејќи ќе ми ги исполни повеќе тие дупки, но изгледа убаво, она што е битно. Друго што е доста модерен и агресивен на овој преден дел со оваа убава предна маска, изгледа европски, што е доста интересно. LED светла напред назад, стандард му се тие, убава плава боја со убави перли кои што стварно многу убава боја се истакнува дополнително на целиот дизајн. И она што би сакал да го истакнам дополнително што и на задниот дел имаме убави светла, убава светлосна група, убави браници, убава форма. Целиот X35 делува многу убаво и модерно, што дизајнерски гледано, па ќе кажам, изгледа многу поскапо од она што реално чини во моментов. И искрено, не е мал автомобил. 4.325 мм е долг, 1830 е широк и 2575 е меѓускиното растојание, додека од земја клиренсот му е 180 мм, што стварно го прави еден сериозен автомобил во оваа урбана SUV категорија, каде што не добиваме, па ќе кажам, хеджбек, туку добиваме убав урбан SUV. Сега, внатре, прва работа е дефинитивно ќе си кажеш, чекај, кај се штедело за да се добие таа цена? Пред да видиме, мора прво да истакнам дека стварно дизајнот изгледа повторно убаво, модерно, не изгледа како застарен автомобил од 15 години, како што знае дел од конкуренцијата да направи. Може би има одредени моменти како воланот што би сакал да е малку помодерен, но сите други делови кои што ќе ги видите стварно изгледат многу убаво. Ми се допаѓа овој момент како брусен алуминиум кој што изгледа многу убаво, се вклопува во целиот интериер многу добро. Приметувам некои работи кои што многу ми се допаѓа, тоа се физички копчиња, особено тука под клима уредот кој што дизајнерски пред се се многу добро направени, изгледат како не знам, екранче со некои елементи, алуминиумски форми, детали кои што мислите дека се украсно, тие се копчиња и стварно многу се функционални, особено за клима уредот, бидејќи искрено цело време критикуваме како се е преку екраните, како немаме физички копчиња, како ни е комплицирано возењето. Овде гледам колку едноставно го направиле да биде функционално и практично и сите функции кои што ти се потребни да ги имаш лесно на дофат. Имаме горе неколку физички тач копчиња од радиото и од самиот екран, инаку тука имаме 8-инчен дигитален дисплеј кој што има Bluetooth конекција и CarPlay конекција. Исто така преку Easy Connect можете да се симнете апликацијата и да го врзете вашиот телефон. И нешто што мора друго да го пофалам конкретно околу екранот е брзината. Многу други негови конкуренти се фалат какви чипови имаат, која брзина и така натаму. Човече, нема некои графики фантастични, нема некои менија кои што можете ги искористите нешто драстично, но она што можете да го приметите, брзината на екранот е фантастична, респонзивноста е многу добра. Исто така и со паркинг камерата, бидејќи во пакетов имате паркинг камера и паркинг сензори, приметувате сликата колку е добра, колку исто и таа е чиста и брза и респонзивна, нема легинг, нема кочење на самата слика кога се пренесува. Многу ќе го пофалам овој екран и овој систем нивен. Напред имаме аналогна инструмент табла,
што искрено за мене е окей и очекувано до некаде за самава цена. Мултифункционален волан и тука ќе приметите дека добивате и темпомат, што е супер, автоматски менувач како што кажав. Нешто што мора да пофалам се седиштата, кои што се доста удобни, имат потпори од страна кои што искрено во кривини на поголеми брзини нема да ве држат како GT и така натаму, но убаво ќе ве држат да се чувствувате удобно и комотно, бидејќи седиштата, самите седишта се доста удобни и комфорни. Не ми се допаѓа самата положба која што ја овозможува во поглед на местење на воланот, бидејќи немате местење под длабочина, само по висина. Искрено тоа малку ми фали, но генерално убаво се седи прегледно, иако овие столбови се малку пошироки од она што би се очекувало, сепак убава е позицијата за седење прегледно, нормално бидејќи е повисок како урбан SUV, па добивате малку поубава прегледност. По поглед на комфорност и удобност, тука доле има една остава за телефонот, 2 USB порта, 12 волтен приклучок за струја, една остава како за парички клучи така натаму, електрична рачна, уште една остава која што можете да поместувате под наслонот за раката, убава длабока остава под наслонот за раката и ми се допаѓа што од страна има уште две мали остави кои што можете ги искористите за оставање на телефон или нешто слично. Нормално едни остави во самите врати. Имаме сончев кров горе, што е баш убаво бидејќи дополнително се осветлува интериерот внатре, секако преку овие копчиња кои што се искрено доста лесни и едноставни за користење, бидејќи некој пат знае да биде малку комплицирано, е многу едноставно отварањето на самиот кров. Што се однесува на задниот дел, нешто што искрено не очекував да биде вака удобно, бидејќи кога ќе се сместите на задниот дел тука, искрено можеш да видиш и сега по мене дека имам убава позиција на нозете на телото, не е да ми се издигнати нозете или премногу спуштени па да ми баш незгодно на поголеми километри. Убава, многу природна позиција, убави седишта тука позади, има наслон за главата, само во моментов мене ми се извади висината на кровот, гледате и со капа имам убав простор за главата, тука има една влабнатина поради кровот кој што тука е спуштен од сончевиот напред, но просторот е одличен, просторот за колениците е супер, просторот за нозете е одличен, бидејќи можам да се ги спуштам под самите седишта и да буквално да имам многу поудобна положба за седење. На средниот дел тука има широк тунел, но не е така преширок и не е висок, што е супер и можете нозете си ги ставите дури и на него или од страна и да ви биде удобно. Тројца патници искрено може да се сместат, на подолги дистанции нема да биде најудобно нормално, но искрено за двајца е идеално. Нема наслон за рацете, нема остави за шишење, имате една остава тука на централната конзола каде што има уште еден USB порт и секако некои остави во самата врата, ISOFIX куки кои што се достапни и се меѓу двата дела од горниот и долниот дел на седиштето. И сега уште го видиме багажниот простор. 390 литри багажен капацитет. Да, одредени негови конкуренти нудат и малку повеќе, но искрено 390 за луѓе кои што сепак ќе го гледат ова возило како семено возило или како второ возило во семејството, мислам дека сосема доволно, можете убаво да сместите неколку куфери тука позади. Има голема висинска разлика со ивицата на браникот тука и самиот под доле, но тоа е така за да се добие поголема длабочина и поголем простор, така да нема му дадаме на замерка и не е ништо преширок делов тука кај ивицата на браникот, така да товарањето и стоварањето ќе биде полеснително. Искрено очекав малку поголем отвор на багажниот простор, но, пак ќе кажам, не е страшно. Од страна имате две остави кои што можете да ги искористите, што е супер, лево и десно ги има. Има куки за качалки кои што можете, односно гледам една за качалка кои што можете да искористите. Под оваа даска тука има голем простор, искрено и резервно тркало, што е супер и ми се допаѓа што самава даска можете да вртите како и сега, односно да кревате странично, па да затворите одреден дел или вака само да ја кренете. Така да околу багажниот простор морам да кажам дека 390 литри се сосема окей, барем јас сметам, пишете ми вие во коментар што мислите, дали е сосема окей овој багажен простор или е потребно нешто повеќе за оваа класа.
Сега, околу перформансите станува збор за 1,5 турбо бензинец со 136 конски сили, 210 Нм и CVT автоматски менуар со 6 степени електронски брзини кои ќе оставите во спортскиот режим, и тоа е супер, бидејќи особено кога се спуштате од угорнина или кога се качувате на угорнина, можете да ставате во некој од брзините кои што пата многу добро и многу брзо функционираат во одредени ситуации кога ви се потребни, односно враќањето и менувањето на самата брзина е фантастично брзо и респонзивно. Тоа се фейк брзини, пак ќе кажам, но искрено одлично се наоѓа за моторно кочење и така натаму. 136 конски сили за овој автомобил се сосема доволни, искрено, бидејќи турбината баш помага во тие моменти кога ви треба, дали да престигнете, дали кога имате поголема тежина во возилото со поише патници, поише багаж и така натаму. Турбината одлично се наоѓа и тие 136 конски сили сметам дека се сосема доволни за ова возило и оваа категорија. 210 Нм баш му се осеќаат при секој притискање на газта, бидејќи не чувствувате некое кочење, не чувствувате легинг, закаснување на педалите, на респонзивноста, туку баш тука се кога ви треба да ве катапултира. Са нормално, не станува збор за GT и не станува збор за некој било каков моќен мотор, станува збор за едно фамилиарно возило кое што треба да ги исполни очекувањата на еден просечен возач, ако можам да кажам. Просечен од аспект на она за кој што ќе го користи секојдневно, да ги завршува сите потребни работи. Да ве носи од точка А до точка Б, да ги завршите сите работи кои што треба фамилиарно да ги завршите, дете да однесете, да вратите и така натаму. Тука помагат апсолутно за сите тие перформанси кои што ги има на располагање. CVT менувачот обично го критикувам, но и последниот пат кога го возев Bike U5+, тоа е седанот, можеш тоа видео да го погледнеш сега. Она што го кажав таму ќе го кажам и тука. CVT менувач обично не ги сакам, но искрено ме фасцинира менувачот колку е добар, колку не му се чувствува таа бучавост која што често ја критикувам. Така да искрено нема да му дадам замерка. Да, на автопат дефинитивно се чувствува таа бучавост на поголеми вртежи кои ќе стигнете, но пак ќе кажам, со спортскиот режим се неутрализира таа бучавост. Сега преска ви кажав дека некаде е заштедено, нормално дел од пластиките тука што ги има, како пример на вративе, иако изгледа како кожа со штепување, сепак ова е цврста пластика и тука горе дел од пластиките се цврсти, секако и надоле, но генерално се чувствува многу убаво и квалитетно сработено се што ќе почувствувате тука внатре. Нема крцкање, нема тропкање, многу е тивок, особено кога ќе затворам прозор, многу е тивок. Сега ради камерата бидејќи отворено за да се снима, нели, но тивко, комфорно, удобно и дефинитивно тука се гледа дека она што е правено околу суспензијата за X35 е претежно за комфорот, не е толку насочено кон спортскиот елемент да ве држи во свиоци, да нема навалување, мислам, најобична кривина. Почнува веќе се чувствува благо навалување на целата каросерија, што е искрено и очекувано, бидејќи ова, пак ќе кажам, возило кое што треба ги брка тие фамилиарни обврски, дали како прво, дали како второ возило, така да нема да му замерам воопшто во тој поглед. Доста удобно, сите градски шахти, дупки во Скопје и низ цела Македонија ги проаѓа фантастично удобно, нема чудни звуци од суспензијата, направете Макферсон, преден погон, одлично, искрено функционира целата суспензија, нема отскокнување, чудно фрлање во кривини. Да, навалувањето може ви даде малку чудно чувство, а ако сте веќе навикнати на малку поспортски карактер, но искрено се чувствува доволно добро и можеби конекцијата помеѓу воланот и тркалата не е баш наидеалната за мене. Се чувствува како да не се доволно поврзани, мислам, добро функционира како ќе го правите, така го правува, но едноставно ми фали малку поголемо чувство зад воланот. Пак ќе кажам, тоа е за мене, за оној човек кој што внимава малку повеќе на спортските карактеристики. Потрошувачката во урбаните средини, зависи каде се движите, колку сте тешки на самата педала за газ, искрено е сосема
очекувана 9 литри, на отворено се спушта некаде околу 7, што искрено еве тука би дал една критика околу потрошувачката, очекував да е малку пониска, бар да биде во урбаните средини некаде максимум до 8 литри, додека на автопат да биде околу 6, но окей, пак ќе кажам, конкуренцијата горе-доле е тука, да за таа цена, мислам, не можам ни нешто претерано да очекувам. Стварно ме изненади цената за опремата што ја нуди сосема окей. За 21 век ги имате оние удобности кои што реално ви се потребни, реално ќе ги барате и очекувате од еден нов автомобил. И искрено муабетите, да, ама јас за 16.000 евра ќе купам Мерцедес, вака, така, и тоа искрено за мене нема логика да купиш небитно Мерцедес, било кој премиум бренд со 200, 300, 400.000 изминати километри, а можеш да си дозволиш за истата цена ново возило со гаранција, кај што си сигурен, каде што си безбеден. Прв си во колава, нема ли поголем кеф од тоа да си купиш автомобил и да си прв ти што ќе седнеш внатре и да имаш сигурни безбедни километри. Да, знам дека дел од критиките е дека овој бренд е нов, дали имаат залиха на делови, како се покажани, така натаму. Кинезите до сега газат, искрено газат со сите нивни перформанси, изненадуваат со опремата, изненадуваат со цените. Огромен број од импортерите во Македонија, вклучително и Цилас, кој што увозникот на бајк, ги има сите потребни резервни делови на залиха, дополнително ако нешто плюс е потребно, брзо стигаат на лагер. Така да морам тука да кажам дека критиките во поглед на деловите ни треба време едноставно да научиме да сватиме дека иако за Македонија бајк па и веќе не е така нов бренд, сепак работат на случајот, работа да бидете вие сигурни кога ќе купите ново возило, да не се почувствувате нелагодни во поглед на сервисите и резервните делови. Така да, тоа е критика, постои како момент, ве разбирам, но искрено реалноста е малку поинак. Ми се допаѓа што е вака мал екранот тука поставено со минчен, едноставно не ми пречи при возењето. Одамна не сум почувствувал вака нов модерен автомобил, да нема толку компликации, толку безбедносни системи да ви титка, да ве нервираат. Колку е добро тоа, толку и лошо, нели? Но искрено ми се допаѓа, многу ме е поискулирано возењето на ваков начин. Искрено би сакал да е малку сега помодерен, нормално, да има дигитален инструмент, табла, малку поинаков волан. Но искрено 16.900 или 18.900 за автоматски менувач, реално градски, мал градски автомобил нема за оваа цена. Или многу ретко се наоѓа. Така да, ова е бајк X35, разбирам зашто е еден од најпопуларните модели од овој бренд. Многу често го гледам на улици. Пишете ми во коментар што мислите за X35 и што сакате друго да погледнете. Се гледаме веќе наредна епизода и направете сабскрайб, веќе искрено многу ми значи вашата подршка. Чао!